Активност на Сдруженијето на граѓани Младите можат како дел од проектот Младински локални иницијативи. Проектот го реализира Сдруженијето на граѓани Младите можат во соработка со Европската Унија и неколку други донатори, а истиот се реализира само во Велес и Кочани. Станува збор за проект преку кој младите детектираат проблем во општеството и помеѓу нив и постепено го решаваат. Малце да ги освестат луѓето како да имаат еден добар соживот, мир и толеранција. Си смисли едно име обединети од различностите и според тоа они всушност почнаа да организираат неколку активности преку кои што опфаќаат повеќе различни групи. Денеска тука сакаат да опфатат што поголем дел од Кочани всушност, затоа е вака јавен настанот за да можат да се приклучат сите луѓе кои што сакаат од страна и преку повеќе различни уметнички точки ќе го направат тоа. Всушност имаат ораторство, ликовни точки, има конкурс за филм, еден од филмовите ќе биде прикажан всушност и имаат една поема всушност литературна творба која што ќе биде прочитана. Сето тоа во насока на антинасилство. Нашите млади од Кочани се одлучија за антидискриминација и антинасилство. На настанот кој што го организира има повеќе уметнички точки, преку кои го објаснија проектот, на кој што му претходија неколку обуки кои кочанските учесници ги поминаа. Имавме најпрвин 4 обуки. На тие обуки научивме многу работи и каде што потоа оформивме тим и со нашиот тим почнавме да организираме вакви настани. Најпрвин до сега 3 со овој 3. Најпрвин беше пикникот, каде што неколку млади отидовме и имаше забавни игри и така натаму. Потоа имаше плати кафе со уметност во кафичот Рокси во Кочани. И таму имаше децата доваѓаат цртаат, имаше и возрастни, имавме исто така за против антидискриминација, антинасилство и така натаму. Потоа и овој настан го организиравме така појавен со повеќе публика и сакавме повеќе народ да дојде овде и да го покажеме ова. Стефанов додаде дека врсничкото насилство помеѓу младите во Кочани е многу често застапено, но преку вакви настани и активности се подига свеста кај младите за се помалку да е присутно врсничкото насилство и за негово полесно препознавање.